Здраво, дечино! Јас сум Гордана, вослугач во детската градинка Пролет, и јавната општинска установа Естрејова Дијамара од Битола. Денес ќе ви раскажам една многу интересна приказна која ја смислив токму за вас. Приказната се вика Вредниот кртко. Дали вие, дечина, знаете што е тоа кртко? Се разбира дека знаете. Тоа е едно мало црно животинче кое живее под земја, нон-стоп копа и е многу вредно. Ова е кртко од мојата приказна. Еден ден се разбудил кртко од зимски сон и излегол од својата дупка. Откако излегол, видел дека надвор повеќе нема снег. Видел дека времето е сончево и се е раззеленето. Расцветани дрва насекаде, птиците од југ долетале. Расцветаа и цвеќињата, се разлетаа и расшетаа бубачината. Летнала пеперутка на еден шарен цвет, пчеличката околу неа зуи, собира сладок мед. Радосен и весел се замислил кртко што да прави. Па решил ролери да стави и шумата да се вози, другарчина да бара, за пролетта да слават. Возејќи се така со ролерите, ги здогледа Лешко и Зајко како разгледуваат една книга. Веднаш без размислување придружил да види што се чита. Само што ја здогледал книгата, кртко добил идеја да ја среди градината, бидејќи книгата Градина се вика. Одма кртко се фатил за работа, лопата и со грибло се снабдува. Копа кртко со лопатата, гриблото земјата ја израмва. Семе за шарени цвеќиња кртко се, пичка за вода, земјата ја лее. Откако цело семе го посадил, кртко решил да чека во градината разно цвеќе да цвета. Поминало така некое време, градината на кртко, секое семе цвеќе пораснало. Така горд кртко на своето дело, решил да го насади и полето цело. Посадил кртко и јагоди, за да ги почасти своите пријатели со овие вкусни плодови. Направил и една овошна торта, за роденденот на Глувчо да се прослави, и букет цвеќе му подарил. Како родендено со игра и со песна се прославил, кртко решил да си оди дома и да се одмори. Дечина, се надевам дека ви се допадна мојата приказна. А сега, дали, дечина, вие знаете кои алати се користат во градината? Секако дека знаете. Тоа се лопата и кофа за наводнување. Сега ќе ви зададам една задача. Ги нацртате и набоите алатките кои го користиме во градината. Лопата, грибло или кофа за наводнување. Ви благодарам на вниманието. Довидување.